Решавање на колку начини. Лука? Здраво, лукери, лукерчиња, лукмени, овде е Лук Зила и одиме со уште еден час по Математика. Yes. Добар ден, дечиња. Денеска ќе имаме математика, час по математика за четврто оделение на тема број и решавање проблем, наставна содржина на колку начини. Јас мислам дека математиката ја засакав после оваа училница. Инаку мислев дека воопшто не знам и дека не ме бидува, но како што поминувам од ден во ден, сваќам дека се повеќе учам. Сите наставници се креативни и ни ја доближуваат и ни ја доловуваат математиката на тој начин да ја засакаме и да решаваме дома задачи веднаш штом ќе го слушаме часот. Имаме тема. Првен вака ќе се запознаеме со поимите матрица и равенство. Матрица. Ова е, драги ученици, матрица. Правоаголна или квадратна шема од броеви или точки во моментов се вика матрица. Овие подредени точки ја формираат матрицата и е составена од m по n елементи. Сакам да прашам, еве, Лина, дали може би знаеш матрицата зашто ни служи на нас? Па ни служи за собирање, одземање и множење, а за делење не ни служи. Точно. Така. Матрицата ни служи, значи таа хоризонталните низи се нарекуваат редици, вертикалните супер колони. И над матрицата се извршуваат операциите, како што кажа Лина, собирање, одземање, по одредени ситуации множење, но никако не се извршува операцијата делење. А зошто не се извршува делење? Па сега ќе видиш. Еве, сега ќе видиме. Добро. Само први, може ли да кажеме за бројчаната матрица? Оваа матрица се вика бројна матрица, таа е вика за повисоките оделенија, за средно оделение, за основно и така да ќе преминеме само колку приказ да видиме, ова е 3 по 3, меѓутоа решавањето за повисоките оделенија. Ова се равенства, како што кажавме, со правоаголната матрица. Зошто ни служи множењето, а делењето никако? Рековме дека е m по n. Множењето е групирање на производи. Значи, исто, колку има во колона вертикално, производи треба да има m по n производи хоризонтално, со тоа што да бидат групирани во целина. Односно 4 реда по 6 колони или 6 реда по 4 колони. И знаеме дека 6 по 4 е еднакво на 24. Исто така и 4 по 6 е еднакво на 24. Дури можеме, тоа е за множење ја користиме, за собирање. 4 плюс 4 плюс 4 се додолу, 6 реда е еднакво на 24 или колоните 6 плюс 6 плюс 6 задава 24. Не може да користиме за делење, бидејќи никако не можеме да поделиме со матрицата. Не можеме да ги делиме предметите да ни остане точниот број на топчиња, односно на точки кои што ќе ни бидат. Делењето во конкретниот случај е напишано само како проверка на множењето. Секогаш кога множиме, правиме проверка на делење. Супер. Ова е равенство со квадратна матрица. Значи, m е еднакво на n, односно количината од левата страна треба да биде еднаква со количината од десната страна. Во моментов имаме точки од... Бидејќи сите страни на квадратот се исти. Така? Точно, затоа се нарекува и квадратна матрица. Моментално ова ни е од по 5 реда, 5 колони и велиме дека 5 по 5, кога ќе ги изброиме точките, ќе добиеме 5 по 5 дека 25. Супер, 25 и кога ќе ги собираме и по колони, и по колони и по редови. Матрицата служи за дечињата кои што им оди малце потешко таблицата со множење и може да ги бројат точките, на тој начин го усвојуваат множењето. Значи да забележиме дека во квадратната матрица е еднакво на n елементи. Значи колку елементи имаме од левата страна, толку имаме и од десната страна елементи. Еве ни пример, не мора да биде само со точки. Моментално јас имам направено со чунга-лунга, мастики, може со камчиња да се користи или со разни манипулативи. Вели, бројот 9 представи го како матрица. Како би го представиле бројот 9 како матрица? Не може така од овде. Не ни работи таблата. Не ни работи таблата? Не ни работи таблата. Денеска не можете Денеска не ни работи таблата. Добро, тогаш ќе биде 3 по 3, дека е еднакво на 9. И имаме 3 плюс 3 плюс 3. Можеме на лист да пишуваме ако сакате. Не е проблем. Добро.
Ке се снајдем. Ќе се снајдеме, Еве да? еден лист ако сакате. Јас најдов лист. Добро, во ред. Маркерче. Сега само вакво сакам да прашам, отприлика за каква матрица дечиња станува збор кога имаме 3 елементи надолу, 3 елементи надесно, значи станува за квадратна матрица. Супер. И ќе запишеме тука 3 по 3 еднакво на 9, односно 3 плюс 3 е еднакво на 9. Супер. Ајде да Ова одиме не знам понатаму. дали некој ќе го... се гледа, Се добро. гледа, да. Одлично. Супер. Имаме насоки за домашна задача. Насоките за домашна задача во учебникот на страна 94 да се решат задачата број 1 и задачата број 2. Па многу малку наставнички, јас многу повеќе задачи решавам за домашни. Добро, во една задача има по 5 примери. Не сум знаел. Леле, Во јас учебникот. јас Така, значи, брзаш, прво треба да си ја видиш книгата и да видиш што се содржи домашната задача, па да видиш која е тежината на истата. Добро, Така Лина. наставам. Така, да. Сега имаме тука една матрица, вака можеме да направиме. Ова ни е матрица како пример како изгледа за дечињата кога сака да определат, на пример, за бројот 3 по 3. Еве да кажеме, или 2 по 2 од поедноставното, да го добијат 2 по 2, да повториме дека е броен израз, значи 2 по 2 самото е броен израз. Што правиме? 2 реда одиме хоризонтално, 2 реда вертикално. И кога ќе направиме квадрат, добиваме дека за тие што потешко им оди, додека уште не ја совладале таблицата со множење, ги броиме топчињата, тоа се еднакво на 4 топчиња. Кул. Сакаш да пробаш се едно? Може. Било Yes. кое, колку сакаш, само треба да има ист ред. Ајде кажете ми хоризонтално некој и- пример, наставничка. Па за да можеме да го изброиме, помала цифра земете од прилика. Ајде да речеме 4. 4? 4 по 4. 4 по 4 може. Добро. За да можат и дечињата да И овде избројат. 4. 4 надолу, Надолу. ги поврзуваме и додека се научи таблицата со множење, најлесно се учи на овој начин. Еве го. Значи, Сега ќе ги може- избројам. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Тоа се 8, 12, 16. Така. 4 по 4 еднакво на 16 и може да запишете 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 дека е еднакво на 16. Кул. Ајде така. Тоа ни е денешната тема за матрица. Ова летам. Може би сака Линче уште некоја задача? Па не знам, еве. Ако имаме време, Дајте Лина ми- може и потешки задачи да реши. Имаме време, ако Имаме време, Ако може. часот ни е само за матрица, имаме Само за време, матрица, можеме да да. вежбам. ќе повториме само Лина, дека јас мислам равенството дека е ти треба да исказ. земеш уште потешка од ова. Да. Еве, на пример, Да речеме со 7. не знам 6. 7 земи го. 7 или ама Окей. да не комплицираме многу ако земаме 7. Да имаме време дечињата да погледнат на таблата како ги броиме и ги собираме. Може Може. 7, може. Може. Колку се? 7 по 5 може. Така 7 Ево, по додека 5, може. ево од овде вака Ето ќе така. идеме тогаш. Еве. Вака ќе направам 5 реда и 7 колони. Супер. Може така? Да. Одозгора повлекуваме. И ова е најлесниот начин за решавање задачи, собирање, одземање. Значи, ако имаме овде во редот 5, го множиме со 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, така, Колони. 7 колони и броиме 5 и 5, 10 и 5, 15, 20, 25, 30, 35. Така. И го добиваме резултатот 35. А Ма ако секако- сакаме да го направиме во операцијата собирање, ќе биде редовите, ги собираме, значи 5 реда плюс 5 реда плюс 5 плюс 5 плюс 7 пати 5. плюс 2, 4, 5. 5 плюс 5 еднакво на 35. Супер. Тоа е.
Тоа е тоа, може и по обратен редослед. 7 пати 7 плюс 7 плюс 7 5 пати да се напише. Така. Повторно ќе добиеме 35. Така. И Но знаеме. наставнички ние сепак треба после оваа матрица, значи откако ќе ги научиме вака да ги решаваме, да ги научиме на памет. Да, задолжително Цела таблицата. таблица множење мора да се научи на памет. Тоа веќе мора се да се договоривме на научи. некој час со наставничката дека Така, таблицата се учи најбаво на памет. Памет, добро. Значи ова ќе ни помогне да ја совладаме таблицата на памет. да. Ви благодарам за денешниот час, Благодарам. наставничке. Нема проблем, се гледаме накратко со наредниот час. Кој сака да биде убав и здрав како дрен? Да се смее и пее 3 пати на ден. Направиме табла. Бидејќи нашата денешна табла не работи, нашата паметна табла не работи, денеска мораме да импровизираме некако, а ќе импровизираме на начинот на кој што ќе закачаме еден хамер и ќе решаваме задачи затоа што и следниот час ни е час по математика. За кој оделение, наставничке? Сега ни е час по математика за пето оделение. Пето оделение. На наставна содржина множење двоцифрен со двоцифрен број. Ево. Дали може да Двоцифрен со двоцифрен број. Двоцифрен со двоцифрен број. И јас ќе одмора малку. Така. Множење двоцифрен со двоцифрен број е многу лесно, драги ученици. Да. Само треба да најдеме, денеска јас сум тука да ви покажам 4 методи за решавање на двоцифрен со двоцифрен број, односно множење на двоцифрен со двоцифрен број. Пред да почнеме да множиме, секогаш дечиња, и секогаш, дали може да земеме селотейп, само ќе земеме еден. Лина, дали може да ми донесеш селотейп? Еве, имаме. Дајте, наставничке, вие предавајте, јас ќе... За секогаш, значи да можеме пред да множиме двоцифрен со двоцифрен број или било кој број да го множиме, треба да си знаеме од трето деление па се до крај дека првен се прави проценка. Значи секогаш првен мора да се направи процена. Мене ми се залепија ракавиците. Само момент. Добро. Добро, борете, супер. Еве ќе кажеме, например, бројот. Еве го. Например, бројот правиме проценка, рековме. Бројот сакаме да кажеме 23 по 25, може? Може. 23 по 25. Да повториме, рековме дека 23 по 25 е броен израз. Потоа решаваме. Кога ќе направиме проценка, што правиме прво? Најблиску до десетката, која ни е? До 23 поблиску ни е 20 или 30? 20 ни е поблиску. А до 25 ни доаѓа, значи дека може да биде и 30 и 20, бидејќи е на половина петката. Еве ги ја ставиме. 23 и се работи за 23 и 25 и двата броја се поголеми од 20, пологично е да бидат 30, веројатно. Ќе направиме вториот дел со 30. Еве, ќе помножиме со 20, 20 по 20 и ќе помножиме 20 по 30. 20 по 30. 20 по 20, вака знаеме дека нулата со нулата секогаш се препишуваат, кога имаме на крај нула, 2 по 2, 400, значи 400. 20 по 30, нулите рековме се препишуваат на крај, секогаш се препишуваат нулите на крај, 2 по 3 еднакво на 600. И знаеме дека според нашата проценка дека бројот ќе биде поголем од 400, а помал од 600. Ова не е само проценка. Сега ќе ви ги покажам, тука сум да ви ги покажам 4 методи на решавање на множење. Првиот метод не е стандарден метод кој што го решаваме секогаш. Може да го решаваме 23 по 25 во колона, а на некои па им е полесно да решаваат во редица. 5 по 3 еднакво на 15. 5 пишуваме, едно помниме. 5 по 2 10 и едно што помниме 11. Во множење, секој број се множи со останатата количина, секој број од останатата количина. 2 по 3 6 се поместуваме за едно место налево и 2 по 2 4. Го добивме резултатот 5. 1 плюс 6 е еднакво на 7 и 4 плюс 7 е еднакво на 5. Односно 575. Истото ќе биде тука 5 по 3
15, 5 пишуваме, 1 помниме, 5 по 2 10 и 1 што помниме 11. 2 по 3 6, се поместуваме за едно место налево, 2 по 2 4. Рековме 5, 6 плюс 1 7 и 1 плюс 4 5. Рековме дека секогаш кога ќе множиме, собираме, одземаме, правиме проверка, така? Да. Со делење. Ето така, ќе направиме една проверка, односно ќе биде производот ни е 575 поделено на 23, да кажеме. Така, треба да ни испадне резултатот. Или 25. Така. 57, бидејќи е двоцифрен број. 57 поделено со 23, најмногу може да влезе во него 2 пати. 2 по 3 6, 2 по 2 46. 2 по 2 4. 7 минус 6 11. 1, 5 минус 4, 1. 115, 23. Е сега, колку значи ни останува на нас? 4 по 25 е 100. И 4 по 23... 5 по 3, 15, 5 по 2, 10 и едно што памтиме, 11. Да ставиме, на пример, ајде, ако сакаш четврка да ставиме да пробаме? Ајде. Ајде, ако не ни е точно, да видиме. 4 по 3, 12. 2 пишуваме, 1 памтиме. 4 по 2, 8 и едно што помниме, 9. Да видиме дали имаме некој друг број кој што ни е поблизок до 115. Да пробаме со 5, може? 5, мислам дека. 5 по 3, 15, 5 по 2, 10 и 1, 11. Без остаток, резултатот ни е точен, односно количникот ни излезе 25. Ова е првиот метод на решавање на задача. Значи, кога ќе ни дадете тест и кога ќе го направам ова, кога ќе ги помножам, значи за да си го проверам, треба секогаш да поделам. Така, секогаш кога правиме тест, првим правиме проценка. И не само тест, и во приватниот на живот, кога сме на каса во продавница, секогаш од прилика правам проценка колку ќе ми изнесе сумата. И горе ја решавам задачата и задолжително правам проверка. Вториот метод на множење ни е множење со разложување. Односно разложуваме на десетки и единици. 23 по 25. Кога ќе можеме да разложиме, ова ни се десетки, ова ни се единици. Последните броеви секогаш се единици. Значи секогаш се единици последните броеви, а претходниот број е десетка. Значи доаѓаат единици, десетки, стотки, илјадарки и така натаму. И сега, како ќе го поделиме бројот? 23 помножено со, да можеме да раздвоиме оваа 25-ка, односно 25 има 5 единици, плюс, овдека имаме колку десетки? 2 десетки, односно еднакво на 20. 23 по 20, плюс 23 по 5. Први го решаваме овој дел, првиот дел. 23 помножено со 20. Многу е лесно и да не треба да го разложуваме, бидејќи нулата, секој број помножен со 0 е еднакво на 0. Нулата рековме дека секогаш ја пишуваме на крај, ја префрлуваме секогаш нулата на крај. 2 по 2 4. Односно 23 по 2. 3 по 2 е еднакво на 6 и 2 по 2 е еднакво на 4. Ни излезе 23 по 20 дека е еднакво на 406. Овој дел го завршивме. Сега треба вториот дел да го разложиме. 23 помножено со 5. Повторно разложуваме, десетката ја разложуваме на десетки единици за да ни биде полесно множењето. Отвараме заграда. 20 помножено со 5 плюс 3 помножено со 5 е еднакво. Јас ќе пишувам во продолжение. Ајде, ќе не можеме вака да се снајдам. 20 помножено со 5, 0 по 5 е 0, 2 по 5 е 10. Така. Плюс 3 по 5 е 15. 15 е еднакво на 5. 115. Така. За дечињата, пошто вака решаваме во училиште со помалите дечиња, петката шкртаме 5 плюс 0 е еднакво на 5. За да не се збуниме, да не заборавим па да повторно да собереме. 1 плюс 0 е еднакво на 1 и единицата ни останува, се препишуваме. Така. И на крај 460 го собираме со 115 и добиваме
0 плюс 5 е еднакво на 5, 6 плюс 7 е еднакво на 7, 4 плюс 1 е еднакво на 5. 575. Интересно, не сум го знаел овој начин наставнички. Јас секогаш сум ги решавал вака, но и овој начин ми е многу интересен. Може и вака ќе ги решам. Ова е со разложување. Третиот начин. Има и трет начин. Имаме 4 начина и имаме плюс уште два многу интересни што ќе ви ги покажам за множење. Третиот начин моментално ни се наоѓа, на крај ќе го покажеме. Третиот метод ќе го покажеме на крај бидејќи ни се наоѓа позади камерот. Еве, ќе земеме вака како трет метод да ни биде множење во колона. Ова дечињата најмногу го сакаат. Сакам да ги поздравам воедно сега си 6-та деление моите дечиња. Најмногу им беше најинтересен 23 помножено со 25. Ајде да погледнеме ова. Единицата со единицата, единицата со десетката. Така, крста. 5 по 3. Велам, 5 по 3 е еднакво на 15. Производот си го пишувам под колоната. Потоа одам 5 по 2, а ова ни се десетки, значи ќе пишуваме 5 по 20. Така? Добро. 5 по 20 е еднакво 0 да пишувам. На крај 2 по 5 10, 100. Со петката завршивме. Сега одиме со двојката. 2 по 3 6. Само што не е 2 десетка, значи 20 по 3. Сега да бележаме страна 20 по 3. Нели ова ни се десетки, така. а ова ни се единици. 20 60. по 3 60 и 20 по 20 еднакво на двете нули ги препишуваме. 400. И да провериме сега. Со собирање 5, 1 плюс 0, 1 плюс 6, 7 плюс 0, А, 7. овој ми е најлесен и најинтересен. 1 плюс 4. Сите ми се добри, в суштина. Сите се добри методи, во суштина. Овој метод најмногу го засакаат дечињата, меѓутоа сепак на крај кога ќе научат убаво да множат, се враќаме повторно на првиот метод, стандардниот метод. Дали може да пробаме да решиме некоја задача? Ќе пробаме да решиме, само може што нешто да покажам. Да ги објасним што наставничката и четвртиот метод. Имам да го објаснам четвртиот метод, но дали може, бидејќи немаме услови за пишување, да решиме уште две задачи кои што се може? Да. Ученици имаме да ви, ова е за брза математика, односно како најбрзо можеме да помножиме до 20. Значи броеви од 10 до 20, како може да ги помножиме. Мислам дека на сите ќе им се допаѓаат, например 12 по 13. Значи ова е само за множење до 20, не повеќе од 20, од 10 до 20. Погледнете, единици ни се тука двојката и тројката. И тројката, да. Така. Десетки се двата кеца. Така. 2 по 3 е еднакво на 6. Сега, дали 12, кој ќе го собереме со 3 ни дава 15. Исто така и 13, кој ќе го собереме со 2 ни дава 15. Значи само 12 го собирам со 3 или 13 со 2. 12 плюс 3 е еднакво на 15 и си го добивам резултатот. Вау! Ова е многу интересно. Можеме да провериме. ОМГ. Проверка како сакате да направиме. 12 помножено со 14, 2 по 3 е еднакво на 6, 3 по 1 е еднакво на 3. 1 по 2 е еднакво на 2, 1 по 1 е еднакво на 1. Собираме 6, Толку 3 е и 2, 156. 156. Значи ова е само за брза математика до 20. Само до 20, од 10 до 20 добивате точен резултат. Кој број сакате можете да го напишете, го добивате резултатот. Вау, интересно. Да. Имаме уште еден начин, ова е за сите броеви. Дали имаме време? Имаме време сигурно, да. Ова не е исто, така сега правиме еден квадрат. Многу е лесно и ова. Правиме квадрат, го делиме на половина. Половинките ги делиме на триаголници. Внимаваме од која страна. Да земеме некој број, ако може друг, малце поголем, за да можам да им објаснам на учениците како единиците се префрлуваат во десетки. Например, да го земеме бројот 27 помножено со 18. 27 го пишувам тука горе бројот. 18 го пишувам исто е, дали во редица, во колона надолу. 27 по 18 и множиме.
8 по 7 е еднакво. Ова е за сите што знаат математика, меѓутоа пето деление веќе знаат, но таблицата множење треба да знаат добро. 8 по 7 е еднакво на 56. Горе ги пишуваме десетките, долу ги пишуваме единиците. Единиците, добро. Еве ние. 8 по 2. Одиме, си го бараме местото. 8 по 2, 16. Горе десетките, долу единиците. 1 по 7 е еднакво на 7. Со тоа што пишуваме долу 7 кај единиците, рековме кога се пишува единица, пред единицата секој ќе оставаме нулата. Така. 0,7 и 1 по 2 е еднакво на 2. Таму 0 си. Добро. Овдека само ги повлекуваме линиите, за да не сгрешиме. Еве, овдека само ги собираме. Овдека добиваме 6. Овие три броја ги собираме. 6 плюс 5 плюс 7. Добиваме дека еднакво на 18. Така? Добро. 6 плюс 5 11 плюс 7. И таму е 3. Така. Меѓутоа, рековме само единиците ги ставаме во долниот дел, така? Ја задржуваме осмицата, а единицата ги си ја префрлиме. Затоа сега потешка задача да им доловам на дечињата дека се префрла десетката. 0 плюс 2. Еве ни задачата 0 плюс 2 плюс 1. 0 плюс 2 е 2, плюс 1 е еднакво на 3. И десетката што се префрла е еднакво, плюс уште 1 е еднакво на 4. И го добивме бројот 4, 8,6. Односно 486. Ако Супер. сакате. Така. Интересно. Сега. И јас сакам да го видам тој четвртиот метод. Може да го видиме. Сега ќе. Вака, сега ова што направивме, што липавме, сега да си одлипиме. А не така. Ево. Ќе биде малце потешко. Се надевам, нема таблата да ја превртиме. Ништо нема да е. Се треба да го залепиме на другата страна да го залепиме. Само вака ќе ги свртиш. И се залепи. Крајме. Ево го. Еве го. Методот 20 по 20 е еднакво на 400. 20 по 5 е еднакво на 100. 3 по 20 е еднакво на 60. 3 по 5 е еднакво на 15. 400 плюс 100 е еднакво на 500. 60 плюс 15 е еднакво на 75. 0 плюс 5 е 5. 0 плюс 7 е 7. И го добивме резултатот од 23 по 25, 575. Малку сега скративме, обрзавме. Го научивме и четвртиот начин. Така. Одлично Се надевам дека им беше лесно, дека им беше убаво, интересно. За домашна задача може да имат насока да решат 5 задачи со метод кој што им е најлесен за решавање. Сега дали би можела да ги поздравам дечињата? Поздравите ги. Би сакала да ги поздравам дечињата од прво оделение, од основното училиште Вера Јоцик. Сите колеги кои што ми недостасуваат премногу, бидејќи не сме во училиште, се разбира, најбитен од сите директорот наш на училиште, кој што ни помага, ни овозможува да се уклучиме во секоја професионална работа, во сите проекти кои што ни се наоѓаат во училиште и кои што соработуваме исто така со многу други училишта.